Eurofarm работник во спортската сала Младост го победи Металург 2 со 32-22, резултат кој беше очекуван и пред стартот на надпреварот. Со оглед на тоа што битолската јавност очекуваше рутински триумф од момците на Андон Бошковски, за битолската екипа во овој надпревар дебитираше Стефан Дрогришки, кој постигна 6 погодоци и беше еден од најдобрите поединци на паркетот. Така на крајот убедливо се радуваа ракометарите на Eurofarm работник. Оваа победа е трета во 4 надпревари за финалистот на купот. Прво пресреќен сум што управа да го донесе Стефан Дрогишки, а пред синат се сакам да чистам победата на цела екипа без разлика што нели во овој надпревар сме апсолутни фаворити. Драго ми е што се боревме, не ги подценивме го што направивме прво коло, дека полека одиме кон тој пат, а тоа е надпреварот со литванците. Мислам дека полека ќе се дига и формата и начинот, нормално дека на самиот надпревар видовте дека ја искомбинирав многу ситуации, различни позиции на различни бекови, задоволен сум од сите. Во делот од одбраната сум презадоволен, без разлика што примеме од оваа екипа 22 гола, примеме голови од некои 10 метри, не е тоа нешто страшно, не мислам дека само еднаш не исконтрира и тоа е за мене е еден од најбитните работи. Нормално дека со доаѓањето на Стефан прво како човек кој го познавам, добиваме многу. А едино што сакам во овој клуб е да имаме малку, како би рекло, људство, човечство заедно со цела екипа. Мислам дека тоа го добиваме и така се дига тимскиот дух. Нормално дека првенството е долго, треба да се избориме за стартната позиција. Имам уште многу надпревари нели до Литванија, многу тешко. Јас во принцип гледам надпревар, имаме многу тешко гостување со екипата на пролет. Мислам дека со победата над пролет на тоа ќе се фокусираме, мислам дека ќе се заокружи еден дел кој е за мене премногу беше битен. Нормално дека ќе се компонираме така како што требаме. Имаме мал проблем со повредата на Чански, се надам дека таа нема да биде нека лоша, ќе се среди и полека ќе одиме се подобро и подобро. Покрај Дрогришки, и Златко Мојсовски постигна 6 гола за победничкиот тим, а одличен надпревар одиграа и Ојлески, кој беше автор на 5 гола, но и Трајковски кој постигна 4. Во спротивниот табор најистакнати беа Димитриевски со 6 и Шилегов со 5 гола. Eurofarm работник исто како и Пелистер наредното коло ќе биде гостин. Фармацевтите имаат закажано средба со последно пласираниот Пролет.